Претходно ја направивме кратка пауза и повторно сме тука во студиото. Спроти мене седи колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден. Добар ден, како и секој ден, така и денес секако ќе поразговараме. Така, во испознат термин ќе поразговараме на повеќе интересни теми. Ќе почнеме од Косово. Она што е веќе познато е дека заврши всушност полициската акција, но меѓутоа и денес реакциите продолжуваат пред се во српските општини, меѓусебните обвинувања, значи понатаму продолжуваат. Па според најавите веројатно не е завршена полициската акција, бидејќи сега е во моментов мирно по завчерашниот упад на косовските специјалци, но се најавува дека акцијата ќе продолжи во наредниот период, бидејќи според косовската полиција 4 лица се во бегство кои ги бараат и кои се осомничени за истите дела, односно за шверц на забранета роба, но и за корупција и останати обвинувања кои Приштинскиот суд ги подигна против овие лица. Ке потсетам 20 на лица се уапсени, повеќето се дел од српските полицајци кои се во склоп на косовската полиција, но уште по четворица се трага, што прави дополнителна тензија и на некој начин овој Косово и настаните околу Косово ги држи високо на новинарските тикери на светските агенции, бидејќи во секој момент е можно да има повторно некаква воена операција, па ќе ги следиме работите, ќе видиме. Она што денеска како обвинување продолжува е пресметката на некој начин на председателот Александар Вучиќ со КФОР. Имено КФОР изјави вчера дека била информирана српската влада и српската држава за акциите кои косовската полиција планира да ги направи завчера. Вучиќ тоа енергично го демантираше. Тој денеска повторно излезе и рече преку еден српски медиум во живо се јави и рече дека КФОР лаже и дека србите и српската држава не знаеле, прецизно не биле информирани. Тие од своите разузнавачки информации знаеле дека ќе се случува нешто и повторно го обвини КФОР дека КФОР според резолуциите на Обединетите нации е должен да го заштити српското население кое живее таму и дека било каква воена полициска интервенција или интервенција за сузбивање на нереди и воспоставување на јавен ред и мир треба да го прави КФОР, а не нелегалната косовска полиција, алудирајќи на оној став на Белград. Ке потсетам дека единствена воена сила која може да биде на Косово е КФОР, а не и косовската армија и полиција. Но дополнително што е можеби и шокантно денеска и оној дипломатскиот дел се зголемува тензијата во реториката помеѓу двете држави помеѓу двете страни, би рекол Приштина и Белград во пресрет на најавениот состанок на 1 јуни кој ќе се одржи во Париз во посредство на Ангела Меркел и Емануел Макрон да ги седне на преговарачка маса Белград и Приштина, кои повеќе месеци одбиваат да седнат на заедничка маса и да ги продолжат преговорите за идниот статус на Косово поради тие воведени такси. Денеска косовскиот претседател Хашим Тачи ми се чини дополнително зголеми ја оддалечи можноста за враќање на преговарачка маса, изјавувајќи дека тој лично нема да дозволи формирање на некаква заедница на српски општини на Косово, нешто што во изминатиот период беше на некој начин ветено од страна на Приштина и услов Белград да преговара што понатаму со Косово. Морам да признам дека за сега нема реакција од Белград на оваа изјава на Тачи. Тачи изјави дека нема да дозволи и на новинарско прашање, нели порано се договоривте, одговори да, еден период планиравме да дозволиме, но во овој контекст сега и во овие околности политички немаме намера да им дадеме на србите заедница на српски општини. И исто така упат еден би рекол една критика кон Брисел и Европската унија дека Европската унија буквално е оставила на цедило Косово, алудирајќи на она барање на Косово и услов на Косово. Мора да се знае дека Косово бара визна либерализација за своите граѓани, но Брисел за сега не им дава визна либерализација, па косовската елита се чини дека
употребува сите можни средства за да ја добие таа визна либерализација за своите граѓани. Така, значи понатаму всушност се затегаат односите на релација Приштина-Белград, а меѓутоа тензично, жештано и на Блискиот Исток. Меѓутоа пред да продолжиме да зборуваме на оваа тема, претходно да го погледнеме прилогот кој што го подготвија колегите од Дескот и потоа накратко ќе направиме една мини анализа. Израелскиот парламент се самораспушти и закажа нови парламентарни избори за 17 септември. Кнесет одгласаше оваа ноќ за своето самораспуштање со 74 гласови за и 45 против по иницијатива на партијата Ликуд на премиерот Бенјамин Нетањаху. Тој не успеа да формира владина коалиција по парламентарните избори во април. Организирањето на вторите парламентарни избори во рок од една година и распуштањето на парламентот само еден месец од како станаа пратеници се случува првпат во историјата на Израел. Да, еве погледнавме и слушавме што се случува во Израел, односно најверојатно ќе се оди на вонредни парламентарни избори. Ке се оди на вонредни парламентарни избори, според некои анализи и оценки, ја лично сметам дека и јас сум на тоа мислење, Нетањаху победи по 5 пат на избори, но не успева да ја формира својата влада. Причина за тоа е радикалните евреи кои одбиваат да не сакаат да служат армија. Тие се коалициони партии на Нетањаху и бидејќи Израел инсистира сите да служат војска, тие не му дадоа подршка сега на Бенјамин Нетањаху, но се чини дека, зашто реков дека сум заговорник, да се согласувам со тие анализи, ми се чини дека Нетањаху некако на сила беше доведен да победи на овие избори во функција на поддршката од Доналд Трамп. Ке потсетам, Доналд Трамп и Белата куќа, актуелната администрација, сака да го изведе да го нападне Иран, нели војна околу Иран, и сака тој напад да го изведе преку Израел, би рекол податлив за тоа е Бенјамин Нетањаху, кој лично и неговата партија и неговата политика е насочена кон Иран. И во изминатиот период во анализите се велеше дека доколку Нетањаху успее да победи на изборите во Израел, Соединетите Американски држави ќе изведат воен напад врз Иран токму преку Израел. Така, ти благодарам, Дејани, за денешната дружба и за оваа анализа на висите од регионот и од светот. Почитувани гледачи, тука ние се одјавуваме, го заокружуваме овој втор блок од Отворено студио 1. Повторно ќе се дружиме во 17 часот, во продолжение следуваат вестите.